Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студиото на К3 телевизија. Веќе помина 9 часот и вистинско време е да започнеме со она кое што се нарекува денешна тема за разговор на денот, како што најавив претходно. Значи денеска зборуваме за лековитите својства на бањите, конкретно на подрачјето на Куманово, за добро познатата Кумановска бања, кое што и текако има позитивни предобивки, барем според оние кажувања на корисниците кои што биле таму. Пред да ги представам моите денешни соговорници, едно важно кое што е важно за гледачите, за сите оние кои што не следат ова утро, е дека доколку се јавите на нашиот телефонски број 433-373, ќе имате можност да добиете влезница за да ја посетите Кумановска бања и вие да ги почувствувате сите бенефити од пиењето на водата и секако од бањата, така да доколку сакате и вие да бидете да ја посетите оваа бања, секако побарајте не и ќе можете секако да побарате совет од нашите гости или пак да прокоментирате какво е вашето искуство. Во продолжение, значи да ги представам моите денешни соговорници, ќе почнеме од лево надесно. Зоран Доновски, управител на Кумановска бања. Добре дојдовте. Добар ден и благодарам на поканата. И со нас во студиото Никола Костовски, интернист. Добро утро и за вас. Добро утро. Како се чувствувате? Пријатно. Она за кое што денеска ние говориме секако е значајна тема која што заслужува да се разговара, а се однесува за Кумановска бања. Она кое што надалеку е чуено за неа, не само на подрачјето на Македонија, претходно пред да го започнеме овој разговор зборувавме дека и надалеку, дури не само на Балканот, туку и во Европа се има слушнато за лековитите својства на Кумановска бања, но еве вие како управител да ни кажете од кога започнавте да раководите со Кумановска бања и каква е моменталната состојба? Проектот со Кумановска бања започна во 2012 година, кога владата на Република Македонија ни додели концесија за експлоатација на минерална суровина, термоминерална вода. Помеѓу останатото беше опфатен и Бањскиот извор. Со реновирање на стариот комплекс Кумановска бања почнавме на 1 август 2016 година, кога добивме одобрение за реновирање. За 10 до 12 дена се среди еден дел од Кумановска бања, значи поранешната машка сооблекувална, која беше комплетно изреновирана, каде што беше извршено реновирање на купатилото, каде што беа донесени и ставени 44 нови гардеробери, беа направени 6 паравани за пресоблекување, комплетно беше извршено реновирање на базенот и пробното пуштање на Кумановска бања беше на големиот православен празник Голема Богородица, а од 31.8.2016 година почнавме со работа во објектот. Интересот кај луѓето од ден на ден се расне и е се поголем и поголем. Кумановска бања е бренд кој постоел во минатото, кој ќе постои во иднината. Водата во Кумановска бања е една од најдобрите на ако не само на Балканот, туку и во Европа, за нервниот систем, за моќниот меур, за моќните патишта, за разни гинеколошки болести и останато. Тука во тој медицински дел доктор Костовски ќе може да даде поширока елаборација што всушност представува лековитата вода во Кумановска бања. Така, доктор Костовски, вие како што сите добро знаат, секако и граѓаните на Куманово, вие уште од самиот старт сте меѓу првата постава на лекари, односно доктори кои што работеле во Кумановска бања. Како вие работевте тогаш, како денеска, еве, доколку ја посетувате Кумановска бања, каква беше сликата некогаш, каква е денес? Вака сега прво многу ми е драго како граѓани на Куманово за оваа иницијатива што
Ова компанија направи сега за реновирање на бањата, реконструкција на бањата и подобрување на условите на бања која е опште позната на Балканот и пошироко. А ако ги споредиме димензиите пред 30 на 40 години на таа бања, едно што беше подобро, што имаше народ, што живееше таа бања, што имаше излетнички места, што некако ден се сеќаваме на тоа на Капелица, што имавме чиста река и слично. Сето тоа беше на добро спомен од младоста. Ако се збори за условите на таа бања, не беше многу инвестирано во детал на социјализмот и некои други периоди во таа бања, таа остана онака дадена од природа, без некои други капацитети кои што ќе го дополнува капењето, ќе оправа секој оно што ќе дојде да се капе позадоволен. Овие напори што сега ова екипа ги прави се навистина за поздравување и сигурно сега кога помина видов, тоа се многу така сериозни вложувања, тоа се само почетни чекори инвестиции, сигурно сум убеден дека на тој план ќе се има уште поголеми инвестиции и други проекти што понатаму сигурно ќе ги каже управителот на бањата. Во секој случај, Кумановската бања живееше и селото пројде се у туризам, така наречен селски туризам. Луѓето врвеа доаѓаат од просторите на Балканот, од Европа, од Шведска, од Америка, веројатно во текот на понатамошниот разговор нешто ќе споменеме за некои такви епизоди од минатото. И сигурно јас не сум прв, тука доаѓа многу доктори, меѓу кои мора да ги споменам доктор Мирко Нерниот доктор, доктор Бранко Јовановски, еве јас потоа наследи. И еве повеќе години таа беше не искористена бања и ми е драго што почнува така да работи. Јас се надевам дека со текот на изградбата на бањата и со другите ресурси ќе се тука воспостави некој медицински туризам, едноставно речено, што е профитабилно и за фирмата, исто така за пациенти ќе биде благодет да може да примат и покрај капењето и некоја медицинска помош, совет, одредена терапија и слично. Така, сепак ова е бенефит и за вас како институција, меѓутоа пред се е придобивка и за граѓаните, односно и за оние пациенти кои што имаат проблеми. Пред да продолжиме за она што вас со што вие во иднина ќе бидете окупирани сите оние позитивни придобивки кои што ќе ни ги каже доктор Костовски, во продолжение предлагам да погледнеме краток прилог, односно историјат кој што го подготви колегата Маријан Стошевски конкретно за Кумановска бања. Кумановската бања е стационирана на околу 3 км од центарот на градот. Според податоците кои датираат од 1913 година, капетан Капич со група војници ископале еден базен и изградил една чешма со минерална вода. Прв кој се заинтересирал за Кумановската бања е професорот на Белградскиот универзитет Алексеј Щербанов, кој по долго истражување во 1928 година од минатиот век утврдил дека бањата има изворни лековити својства во ранг на карлови вари, марински лазни и други. Ова се однесува на периодот Првата светска војна. По завршувањето на Втората светска војна, интересот за Кумановската бања не престанува. Потоа бањата според пишаните документи е дадена на стопанисување на некоја си господја Лена од Белград, но истата поради недоразбирање со општинските власти се откажува од стопанисувањето. Интересно, во тој период меѓу граѓаните на Куманово се зборувало за заинтересираност на некоја француско-белгиска компанија која на тогашните општински власти им понудила да изгради модерна термална вода, а за возврат да добие повеќе годишна концесија. Во понудата, странската компанија била подготвена да изгради и модерна трамвајска линија до центарот на Куманово, па се до железничката станица, но договор не бил постигнат, од кои причини не е јасно. Истражувањата продолжуваат во 1952 година, овој пат од страна на инженер геолог Александр Бутков од Скопје, кои биле напишани на посебен елаборат. И во подоснежниот период многу стручни лица се занимавале со Кумановската бања за незините лековити компоненти, кои докажале дека се многу добри за здравјето на човекот. Меѓу другото, докажано е дека таа има позитивно влијание врз изградба на коските, во регулација на метаболизмот, во функција на жлезите со внатрешно лачење, во функција на дишењето, во процесите на варењето, во функција на кожата, понатаму одлично влијае за добар вид, за срцето, крвните садови, црниот дроб и посебно мощно добро делува на нервниот систем на човекот, како и многу други болести. Посебно интересен податок до кој дошол професорот Жугич е дејството на бањата врз нервозните деца, потоа кога тие се загрижени, при нарушување на нивниот карактер, при слаби резултати во школото, слаба концентрација и друго.
Кумановската бања, според протоците, помогнала на луѓето кои биле зависни од алкохолот, како и оние кои имале нерегулиран крвен притисок. Токму заради горе наведените здравствени предности, многу граѓани доаѓале да се лечат не само од Куманово, Македонија, туку и пошироко, што е уште еден доказ дека Кумановската бања е вистински бисер на градот и Македонија. Многумина граѓани и ден денес раскажуваат дека Кумановската бања им помогнала да решат одредени здравствени проблеми. Поминаа многу години кога бањата беше буквално оставена на милост и немилост, но да се надеваме дека со доаѓањето на новите стопанственици овој објект ќе добие нова, модерна слика што ќе представува голем бенефит за Република Македонија и градот Куманово. Ете така, накратко тоа беше историјатот за Кумановска бања и да за сите оние кои што можеби не знаевте како настанала, односно кој се до денеска бил вклучен во функционирањето на оваа институција. Пред да продолжиме со разговорот, уште едно потсетување за сите вас, односно гледачите, дека доколку се вклучите во живо и можеби ќе сакате и да поразговарате со моите денешни гости, сепак ќе добиете и билета за да ја посетите Кумановска бања. Доктор Костовски, пред да го погледнеме прилогот, јас ве запрашав за сите оние придобивки кои што се од водите на Кумановска бања. Многумина тука имаат дилема. Зошто е таа добра, зошто не е добра, колку е значајно да се оди, значи да придонесе за подобрување на здравјето на човекот? Апсолутно мора да кажам дека тука мора да постои дистинкција во сето ова што се беше споменато за лекување на Кумановска бања. Едното деле банјското лекување, а едното банјско-климатско, а другото минерално лекување со пиење на водата. Значи, тука постоја, тоа е предноста на Кумановска бања, например, некои бањи, како што е Буковачка бања, која е пандан на Кумановската или Бојановачка до негде во состав хемиски на водата е една работа. Кумановска бања има една голема предност што лековите од два аспекта, лековите како капалиште и лековите како пиење на минерална вода, што е навистина многу ретко на овие простори. Ако отидете на било кој простор во Бугарија, Србија, имате бања за капење, Роматска, Кадлановска бања и толку. Имате доле бања во Струбица која е за капење и толку. Немаат вода која лечи. А значи, предноста на Кумановска бања е двострука. Едното е аспект во натамошното развивање како банјски туризам од капење, а второто е како производство на вода и користење на ресурсите на водата за лекување на болестите. Во контекст на тоа, ако ви спомене прво лековите својства на банјското лекување, тие се евидентни, нешто спомна управителот, нешто спомна и водителот, вашиот репортер. Меѓутоа, искуствата за лекување на бањата се феноменални. Имено пациентите што доаѓаа во тоа време беа претешно пациенти од целите југословенски простори и доминантно на кое се лекува беше психијатриските, невролошките заболувања, за кои што во таа водечка бања нема паралелна во можеби во Европа, освен во Маријани Лазни. И таквата вода користи по некои своји хемиски својства, по составот на електролитите и по својот pH, како и што субстанциите што испаруваат од водата, делува благопријатно на нервниот систем, воспоставува лачење на хормони, позитивни хормони на серотонинот и другите хормони на радоста, делува седативно, успавително и е многу препорачлива за многобројни аспекти на невролошки заболувања. Ќе ги спомена само најглавните, а тоа се за кои највеќе доаѓаат бањарките и бањарите, а тоа се депресивните синдром, анксиозноста, несоницата, вознемиреноста, ноќното мокрење, шизофренија и други работи. Меѓутоа, сигурно некој ќе запраша, а другите болести што беа спомнати, значи ова бања скоро и да нема, многу е важно контраиндикации за капење. Многу пациенти доаѓаат кај мене во ординација и прашуваат: докторе, дали смеам да се капам? Контраиндикации нема апсолутни, тоа значи дека нема болест која не може да се лекува. Дури и малигните заболувања може човек да се капе. Едноставно речено, контраиндикации се акутни воспалителни промени на зглобовите, отоци, болови, воспаление, акутни психози, некои пореметувања акутни и некои воспаленија в процеси на запаление плуќа или на други органи на телото. Значи, може да ги користат да се капнувни пациенти со инфаркти прележени, може пациенти со стентови, може пациенти со мозочен удар, со хемиплегии, хемипарези
каде што се показа изврсни ефекти на регенерација на мускулните и нервните влакна и подобрување на физичкиот статус на пациентот и невролошкиот, да може да се подобро движи, да подобро спие и да подобро комуницира. Значи, таа вода се користи, како што беше споменато, исто така, многу е добра за кожните заболувања, затоа што врши епитализација на коската и на кожата и лучење на соодветни ензими кои ја епитализираат кожата, за очните заболувања. Исто така, вториот аспект, што е многу значаен, аспектот на лечење на што е карактеристика на врнечката бања, што има Куманово, тоа е вториот аспект, а тоа е на лечење на гастроентеролошките болувања, гинеколошките заболувања, а тоа се преди се прележни хепатити, укуси на 12-палечно црево, заболување на дебелото црево, заболување на мочниот меур. Многу пациенти ќе праша, бе докторе, како таа вода кога ја ставиме е бела, дали да ја пиеме за бубреците? Така, постои една дилема дали е безбедна, не безбедна за пиење. Точно така. Меѓутоа, ово што го дискутираме, професор Масев, што беше директор на клиника, рече дека таа е исклучително добра за елиминирање на каменчињата во бубреците, затоа што има благ диуретски ефект и ги разложува камените по својот хемиски состав. Значи да не се плашат граѓаните на Куманово ако конзумираат таа вода дека можеби ќе стварат каменче бубрец, што не е точно. Значи, што се однесува до водата за пиење, веројатно управителот ќе каже нешто и на тој аспект. Не можам да коментирам тоа затоа што таа вода подлежи некои сигурно стандарди на испитување на заводи за здравствена заштита. Моje лично искуство и моje лично знаење околу тој аспект дека водата е сигурно хемиски чиста, дека е здрава, дека е добра, а тоа што беше има бактерии, нема бактерии, може беше користено во некои други цели, а за тоа е компетентно да даде, може би постоеше бактерии околу цевката, околу водата, каде што луѓето не беа дисциплинирани, не ја пажи, али водата не беше загадена. Елементарно е дека водата, ако се користи, не е загадена, околината може и постојат бактерии. Така, други причинители. Така. Веројатно и понатамо ќе подискутираме исто така за другите својства на бањата, искуство. И не само за својствата, меѓутоа и колку е значајно да се проверува квалитетот на водата, тоа вие како институција сигурно имате обврска да го правите. Што се однесува конкретно до бањскиот извор, каде луѓето се капат и прават бања, значи по договорот за концесија, значи на секои 3 месеци квартално водата се носи на испитување во Институтот за јавно здравје во Скопје. Детално се прават анализи и анализите покажуваат дека водата е здрава за капење. Во контекст на она што доктор Костовски го кажа пред малку за водата за пиење, јас мислам дека тука станува збор за една голема пропаганда. Значи водата е здрава за пиење, нема никакви загадености во поглед на истата, така да граѓаните може да бидат мирни и слободно да ја консумираат водата и од изворите за пиење, слободно да прават бања и од бањскиот извор. Така, каде е поголема посетеноста? Дали за конзумирање на водата или пак токму во бањата? Од ден на ден, како се пушти Кумановска бања, посетеноста се повеќе и повеќе расте. Заинтересираноста на граѓаните е се поголема. Секој ден имаме нови клиенти кои не доаѓаат само на територијата на општина Куманово, доаѓаат од Скопје, од Кратово, од Паланка, од Кочани. Еве во претходните 2 дена почнаа да доаѓаат туристи и од Република Србија, конкретно од Прешево, Бујановац, бидејќи нашата бања, Кумановската бања, како што кажавме, е позната не само на Балканот, туку во Европа. Бидејќи во изминатите 5 до 6 години бањата не работеше, значи луѓето беа приморани да бањите ги прават во вирот пред бањата. Значи нема така сепак ниту тоа не ги спречило секако. Не ги спречило. Луѓето додека се реновираше комплексот Кумановска бања, луѓето секојдневно прашуваа кога ќе биде пуштен во употреба комплексот Кумановска бања. Направивме максимални напори за 2 недели да го изреновираме овој дел и да направиме добробит за нашиот град. Ја мислам дека Куманово заслужува да има еден ваков комплекс каде што луѓето ќе го посетуваат пред се во интерес на нивното здравје.
Така, пред да продолжиме со сите оние ваши активности и сето она кое што ќе следува во иднина, да слушнеме дали имаме некој гледач на линија? Немаме гледач на линија, може би некој подосна и ќе ни се приклучи. Доктор Костовски, споменавте претходно, значи, за безбедноста на водата. Од аспект на вас како лекар, колку е значајно тоа да се прават сите оние испитувања и колку често споменавте и вие, меѓутоа може ли баш тоа што одреден период се шпекулираше низ Куманово дека водата за пиење не е безбедна, може да допринесе за намалување на интересот и да допринесе да граѓаните немаат доверба по сопственото здравје секако за да ја конзумираат таа вода? Мислам дека во почеток на тие, така да кажеме, извештаи за водата и слично, имаше помалку некој страв во Куманово, меѓутоа од ден на ден тоа полека се дезелиминираше и полека граѓаните повторно се навратува на таа вода за пиење и како што рече проектот, секојдневно бројот на тие, да кажеме, луѓе е се поголем. Значи, убедени сме дека таа мала чешма што викат има никогаш не е била ни загадена, а ова голема исто не е загадена, меѓутоа треба да се хигиенски уреди со тек на времето. Значи, мислам дека водата се повеќе и после ова наша телевизиска емисија, може би уште поголем број ќе се зголеми ако нели постои доза на опрез. Не сме микробиолошки испитувале водата, зборам за пиење, околу неа брисеви и слично, тоа веројатно видно ќе се направи, ќе се земат мостри од водата, од чешмите, од каналите, да се наизолира евентуално некоја бактерија, за да видиме и сигурно дека таква една студија од Куманово, не студија, него чисто тоа испитување на водата ќе покаже она што го дискутираме, тоа е дека водата е здрава за пиење. Така. Би се вратил на бањата, бидејќи некој работи бањското лечење, треба да се општо познати и прифатени, а тоа е пожелно е да пред почнување бањата се прегледате доматич лекар, не е неопходно, нема рекове контраиндикации. Се препорачува капење од 20 до 30 минути на ден, во тек на пар на денови од 11, 15 до 19 дена. Што сум регистрирала кај пациентите од моето искуство, тоа е подобрување на општата состојба перманентно со текот на повеќе дневната терапија, секој ден е се подобро. Второ, пролонгираниот ефект на бањата, тоа е дека бањата и после завршувањето на капењето продолжува уште 3, 4, 5, 6 месеци да делува позитивно на невролошките и психијатриските заболувања. И потребата, што е интересно, што не можем да го најдем, да пациентите имаат потреб да обавезно во Кумановска бања дојдат повторно. Так. Што е тоа, не може да го објаснам, веројатно е општото добро што било 5-6 месеци, па го снемало и сега се потсеќа на оно што било убаво и се враќаат повторно. Така да и искуство го кажува, значи на оние пациенти што се психички болни е пожелно да доаѓаат најмалку 5 години, затоа што имам пациенти кој беше пациент од Загреб, кој доаѓаше пред го имаше депресија, до самоубиствени атаци, до слично повлечен во соба, со 5 годишно третирање доаѓаше и се упознавме и извонредно се излечи без никаква терапија. Значи, препорачувам за тие болни постојано во се на бањата во подолг временски период. Има пациенти кои инсистираат на двократно капење дневно, саба или навечер, што е можно, меѓутоа ипак треба да сме ризични. Што би било реакција од бањата ако се предозирали, кои така, би симптомите? Така, ако се претера со бања. Едноставно, поспаност, млитавост, малаксаност, делува седативно на нервниот систем, успокоително, смирувачки. Имавме пациент кој што беше, тоа е анекдота, пиел вода, се капе од 2 сата, бидејќи некој позната лично со странство, му дозволија да се капе 2 сата, му обезбедиле услови и кафе ако треба во бањата. Тоа после тоа го оделе во собата, испи едно пиво и негде после тоа не може да утре забали едно 10 сата да го пробудат од креветот. Тоа е чиста истина. Така да треба да се не претерува без совет со лекарот, што се ги познаваат елементите на бањата. Так. А што се однесува до пиењето вода, исто е интересно колку да се пие вода. Значи, тоа е најчесто поставувано прашање дали смееме да испиеме литро, 2 или пак може би повеќе, една чаша може би е доволно. Сепак вие сте за тоа. Имам мои пријатели кои што користат
секојдневно вода во неограничени количини од таа. Тоа не е најздраво, на сите препорачувам дека природната вода не може да се замени со минерална, во континуитет да се пие чисто само не ваljala од водовод, не ваljala од бања, ќе пиеме само минерални води. Таа е дополнение на секојдневната внесување течност. Течноста треба да се несе најмалку 3 литра до 4 литра кај секој пациент и секој здрав човек. Препорака е за вода да се пие негде 50-50 или 70, обично 30, ова да не се консумира континуирано водата од бањата, ради тоа што големува притисок, ако се многу консумира, значи може да доведе до Сепак може да има и негативни ефекти. Така е. Меѓутоа, може да се пие секојдневно, на гладно, погладно, за каменчев убрех, рекоме, за воспаление на жолуд, за диабетот и исто изворено добра, го регулира диабетесната болест, шеќерната болест и намало вредностите на шеќерот во крвта. За кожите зболест се дискутиравме рани, повреди, чиреви и слично. За очите, конјуктивите, воспаление сте гледале како луѓе доаѓаат на бања и слично. Значи, изворено широк диапазон на медицински заболувања и изворено лековите својства, што навистина мислам што ова нена реклама и што нено појавување во јавноста ќе добие значни димензии. Се надевам дека за 5-10 години таа ќе биде најпрочувана бања на Балканот. Така, кои се следните, еве, да споменеме околу тоа, кои се следните активности на што конкретно ќе работите за да повторно заживее Кумановска бања и да го добие оно сјај кој што го имаше во минатото, сепак сите оние кои што и вие споменавте и кога била во очајна состојба и покрај таквата слика ја посетувале и не ги спречило таквите услови да ја посетуваат Кумановска бања, на што дополнително вие како институција ќе работите за да ги подобрите условите? Значи, тука не застануваме со инвестициите, значи за наредната сезона се планира да се изврши комплетно реновирање на останатиот дел од Кумановска бања, за да може да се зголеми капацитетот на капачите. Исто така би сакал да најавам дека во паркот е предвидена изградба на хотелски комплекс од 2000 квадрати со спа центар, со велнес, каде што е предвидено да се изградат 2 затворени базени. Водата ќе биде исто така минерална како што е во Кумановска бања, која преку цевковод ќе се носи во хотелскиот комплекс. Предвидено е да се среди целиот простор околу Кумановска бања, предвидено е да се изградат шеталишта, предвидено е да се изградат велосипедски патеки, предвидено е да се изградат пешачки патеки, за да целиот комплекс добие назначење да првенствено нашите граѓани, а подоцна и туристите кои ќе дојдат да го посетуваат овој комплекс да уживаат во исти. Така, пред да продолжиме со разговорот, ние подготвивме токму анкета, односно ги запрашавме сите оние пациенти и граѓани на Куманово кои што посетуваат Кумановска бања, кои се придобивките и како тие се чувствуваат откако ќе се капат во бањата или откако ќе конзумираат вода, па во продолжение можеме да ја погледнеме анкетата доколку е подготвена. Доаѓате ли стално во Кумановската бања? Моментално први пут јас сад, како сум у Куманово, ali јас сум 43 години у Njemačku. И сад сум дошao на одмор и због тог ударац крв у глави, onda sam čuo, znao sam ja za banju, ali tako mi je pomagalo nemoguće. Се чувствувате подобро? Jako. Možda kažem da 80% ja sam se popravio. Кажи ми, доаѓате ли често во Кумановска бања? Тоа е супер, водата е добро, тоа е супер, тоа ја 3 дана доаѓам, тоа ја ме болим тука, 3 дана, јас спевам супер, тоа е моментално добро тоа. Ќе доаѓате ли понатаму во Кумановска бања? Ја још 15 дана ќе доаѓам. И татко све фамилија ја доаѓам тука. Кажете ни, доаѓате ли стално овде во Кумановската бања? Да, доаѓаме. Ова бања е многу убава, втора е во свет за лековита, за нерве лечи, за главоболки, за рани, за секакви болести таа лечи. Никој нема да биде оштетен да доаѓа во оваа бања. Секој може да се пофали во оваа бања што доаѓа. А секога ќе му олесни телото, главоболките и мирно
сон да спие. Конкретно вие што имате проблем па доаѓате тука во бањата? Јас имаше конкретно голем притисок. Маш ми беше во пространство, децата ми беа ситни и јас од тука кога почнав да доваѓам во оваа бања, мене ми главата помина, притисокот го сега го немам, мене ми е супер во оваа бања. Јас секоја година правам по 17 бањи. Види, нашето мислење према Кумановската бања сега за сега е одлично што е направена. Многу ќе се захвалиме на луѓето што се го реновирале, што се го дотерале како што треба да биде, како порано што ни е била бањата не вред, не очистена, не средена. Многу ми не зборуваат од минато дека оваа бања лечи многу болести. Конкретно вие имате некој проблем што доаѓате тука? Па види што е работа. Овај бања како бања е одлична бања, лековита бања за нерве, како што слушам и не слушам, него тоа е точно за народот. Доаѓаат од многу градови и се уште не се чуле, не се разбрале дека е бањата пуштена, ќе има многу народ како порано што е била лековита и народот е бил многу задоволен од оваа Кумановска бања. Што би им препорачале вие на кумановци да доаѓаат и понатаму во бањата? Обавезно ја пуштам порука на сите граѓани и граѓанки обавезно да си доаѓаат за лично нивно здравје, поради бањата е јако доста лековита за народот. Размислувањата на пациентите, односно на сите граѓани, не само од Куманово, туку како што имавме можност да погледнеме, доаѓаат и надвор од државата и се капат во Кумановска бања. Сепак, ова само дополнително го потврдува фактот дека оваа бања навистина е од исклучително значење за различни болести со кои што се соочуваат сите оние кои што доаѓаат таму. Меѓутоа, она конкретно кое што имавме можност да проследиме од еден пациент таму, дека постојано на сите се јавува и пренесува дека повторно функционира Кумановска бања, но меѓутоа прашањето до вас е колку капачи дневно може да собере Кумановска бања? Кумановска бања со капацитетот кој е реновиран во овој момент може комотно да собере 500 до 600 капачи. Со реновирање на останатиот дел кој ќе биде спремен за наредната сезона, комотно Кумановска бања, зборувам за стариот објект на Кумановска бања, може да прими минимум до 800 капачи. Тоа е бројка, тоа се луѓе кои треба да се пречекаат, да се пуштат натре, за да го добијат третманот за кој што се дојдени. Доктор Костовски многу убаво кажа, јас само ќе се надополнам у тој дел. Значи, бањата си има правила на однесување. Бањата се прави 20 до 30 минути. Повеќе од 30 минути бањата не може да штети, али излачувањето на сулфурот од водата може да дојде кај човекот што ја прави бањата до изнемоштеност, до поспиеност. После бањата задолжително е одмарање, не изложување на напор, не трчање. Значи има некои сегменти кои луѓето кои ја користат бањата треба да ги почитуваат. Така, доктор Костовски, вие споменавте дека може да има негативни ефекти од сето она доколку се претера, споменавте некоја одредена бројка односно бројка како лекување доколку се соочуваат со одредена болест. Колку навистина време е потребно? Дали тоа е зависно од болеста со која што се соочуваат пациентите кои што доаѓаат, или пак постои некоја граница на бројка, односно е некоја граница за која е дозволено, дали е година, 2, 3 или 5? Има една изрека во Куманово, ако си здрав и сакаш да останеш здрав, капи се во Кумановска бања. Што индиректно кажано, значи таа го продолжува животот, го спречува заболувањето и коме. Значи таа еден пациент тоа го спомена дека може да ја користи здрав човек. Значи ние препорачуваме како медицина од медицински аспект дека прилика негде 15 до 20 бањи да се употребат или да се искористат, затоа што една-две бањи
дневно и човек да се излекува невозможно. Сигурно постои механизам каде апсорбцијата на тие елементи, на микроелементите, на воздухов дишувањето, на воспоставување на тие neuрони, нервни влакни, сишто му треба процес на периодски период. Препорачува тоа да трае во континуитет, да нема прекини, да кажеме, кидам сега, може тоа да се прави прекини, имаше пациент во тоа време прават во мај, па во август доаѓа повторно, што е Дали исто многу ефектите се исти кога се прави пауза или пак не се исти? Затоа што ако се соочувате со одредена болест, значи ако правите одреден период кој што го споменавте вие, сигурно нема да действува така како што може да действува доколку во континуитет одреден временски период се посетува бањата. Точно така. Континуитетот е битна компонента за поголем ефект на тераписки ефект. Значи, ако секојдневно доаѓате, не правите пауза, користите по 20 до 30 минути 15 дена, е сигурно подобро него 15 дена, на втор ден ќе доаѓа на трет ден или ќе поделам 2 пати по 7 дена. Так. Значи, подобро е еднократно бар 15 на бањи по мој личен совет да се направат во континуитет и потоа може се повтора во текот на истата година на размак од 3-4 месеци, али обврзно е да се повторно уште неколку години продолжат до 5 години. Ефектот од 5 годишно лечење не е исти со едногодишно лечење. Значи, ако 70% од пациентите бидат за една година задоволни, 90% ќе бидат задоволни после 5 години. Остануват сигурно 10%, 15 пациенти кои не може да ги излекува. Меѓутоа, оние што се излекувани, ја има жена од Шведска која што беше некој, не знаем кога дискутирам, она била магистар по некои биолошки науки и седна со мене во ординација во Куба да дискутираме. Кога почна да ме прашува за, па сте испитајте неутрони, хемиски реакции, јадра, нуклеози, хромозоми, значи мене ме збуни таа жена многу стручна. Колку е запознаена со Да, али сетото? она чула за неја доаѓа од Шведска да се капе во Кумановска бања, што кажува за квалитетот на консумирање на бања. Значи пожелно е 15 на бањи. Добро рече, значи со одмор, замотајме ако да спиеме да одмориме, да тој механизам на смирување на организмот делува благопријатно и потоа да си ги преземеме секојдневните активности, контраиндикации нема, специјални заболувања некои актуелни, освен ги рековме, коите се, значи таа е благопријатна скоро за сите пациенти и за сите луѓе, како деца се сеќавам кога рипавме преку огра па се капевме, бевме здрави, млади, тогаш. Така и полни со живот. Така. Пред да продолжиме, само да споменеме уште еднаш за вас, сите оние кои што не следите ова утро, дека можете да се вклучите во разговорот, меѓутоа доколку не сакате да прокоментирате со нас или да го споделите вашето искуство, може да се јавите на нашиот телефонски број и секако да искористите можноста да добиете билета за Кумановска бања. Веќе еден господин тоа го сторил. Повелете за сите оние кои што сте заинтересирани, тоа може да го направите доколку се јавите на нашиот телефонски број. Музичка пауза повторно во студиото на К3 телевизија. Денешнава тема за разговор е лековитите својства на Кумановска бања. За мои соговорници ова утринско издание на емисијата Нов ден, доктор Костовски и управителот Зоран Андоновски. Какви уште активности ќе следуваат во периодот кој што е пред нас за да се надополни оној изглед, да се направи една комплетна реконструкција на Кумановска бања? Значи, периодот кој следи ќе се искористи за активностите што ги посочив денеска. По изградбата на хотелот, значи планираме да бидат ангажирани врвни стручњаци од медицинската област, каде ќе се изработуваат разни производи, како што се креми од алги и останати производи, за да се развие бањскиот туризам во Куманово. Мислам дека придобивка ќе има градот, придобивка ќе има Проевце, каде што се наоѓа целиот комплекс, придобивка ќе има и нашата држава. Така, пред да продолжиме понатаму со уште неколку прашања, да слушнеме дали имаме некој гледач на линија. Добро утро, повелете.
очигледно немаме, можеби некој се исклучил, доколку сте во можност, побарајте не подоцна, ќе ве вклучиме и секако ќе добиете билета за во Кумановска бања, тоа веќе неколку гледачи го сторија. Она што конкретно мене ме интересира, се разбира и гледачите, сигурно ги интересира и сите оние кои што се корисници на Кумановска бања. Колкава е температурата на водата во Кумановска бања? Температурата на водата во Кумановска бања се движи од 28 до 32 степени. Значи, водата е топла. Така. Значи, по стигањето во Кумановска бања, откако капачот ќе се пресоблече, влегува веднаш во топла вода. Водата е со температура, како што кажав, од 28 до 32 степени и е пријатна за капење. Така, докторе, може ли конкретна подготовка сепак од страна на условите, вие ги задоволувате, меѓутоа дали е потребна некоја конкретна подготовка пред да се влезе во самиот базен во бањата, сепак тоа е отворен простор, знаеме, значи доаѓа период на заладување, веќе летото поминува, дали е потребна конкретна подготовка на телото за да се приспособи на таа температура? И тоа ќе го кажам нешто, вака размислувам, нели порано беше пракса во тие времења сите капачи да имаат и бањски лист, едноставно речено, односно да имаат претходен преглед од лекари, затоа не идевме таму, значи претходно да бидат прегледани од доктор, што реков дека не е некоја голема индикација, заради тоа што нема секој контраиндикација, меѓутоа сигурно дека во иднина и господин Зоран ќе воведе некој доктор, тоа што тоа малку се подига и ред, и пациентот е позадоволен. Ако измериш притисок, го прашаш што се жалиш, па му пишеш 30 дена, 20 дена, и тоа не е голема пара што ќе се одои за еден лекар што ќе дојде, тоа е исто многу бенефит за пациентите, ќе се чувствуваат подобро, посигурно и ќе се послободни во користењето на бањата. Значи, добро е, че Зоран, значи влегувањето е на тој начин, претходно сигурно добро е да го прашат матичниот лекар во Македонија за нашата бања, ако има информација, сигурно на сајтот или ќе го има информација за квалитет на бања, веројатно понатаму ќе има, за да можат да имаат некои основни сознанија што лекува таа бања. Значи, туширање после бањата не е препоручен, одмор е пожелен. До сега во бањата не сме имали инциденти за толку годишно работење на бањата, не имало инцидент да некој му се слоши во бањата или се унесвести или умре, не дај Боже. Сега коинциденција тоа може да биде лоша, некој може се деси тоа, не како последица на бањата, туку скоп на други околности. Значи, користењето на бањата е слободно, без ризик, без некои контраиндикации. Едино што сегарно препорачувам претходно да се знае колку е притисок, бидејќи со низок притисок се случувало пациенти со низок притисок да колабира, да им се сложи, да им се стемни така натаму, зашто треба да се обазри пациенти кои притисок 90, 100, 60, кои се исцрпени, кои се дехидрирани, кои се малаксани, кои имаат инфекција, со тоа се да мало рековме доведува се едно општо задоволство, пријатност и благост и мир, и со тоа може да се двете работи сутра, таа дејство позитивно на нервниот систем со другите компоненти да доведе до колабирање и слушување на пациентот. Ми јавуваат од режија, имаме гледач, добро утро, повелете. Добро утро, ве слушаме, повелете. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав до вас и поздрав до вашите. Благодариме. Но прашање ме интересира што се лекува по таа вода. Така. Речимо конкретно за зглобови, за колена, кичма, за тоа би интересира, дали се има нешто се помага. Така. Ви благодариме за јавувањето и за тоа што одвоивте време да се вклучите и да бидете дел од оваа емисија. Докторе, конкретно ова беше прашањето за вас. Дали лекува она кое што го спомна пациентот? Вака сега не можеме да даваме и некои неодговорни изјави. Сигурно тој пациентите со реуматски заболувања, некои воспалителни заболувања, кај реуматоид артритот, лупус болеста и слично, кај има деформација на зглобовите, кај има воспаление, бол и слично, бањата не е индицирана.
тоа го реков уште во воведот. За хронични заболувања, реумата што има и спондилоза, хронични, неактуелни, кога е кочанец човекот, кога не може да оди, кога е слично, се препорачува. Значи за подобрување на нервно-мускуларните влакна, за кичмениот столб и слично, во дегенетивни процеси, односно процеси на старање и оштетување на организмот, за воспалителни не, и сигурно таа е бања дополнение на терапијата што употребува пациент. Значи е можно, само не во акутна фаза, и има подобрување, али тоа не е доминантно, бањата не е за тоа доминантна, а за реуматските заболувања, за тоа постојат други бања, да бидеме објективни, да сега ги лажеме пациенти, кога дојдете од реума ќе се излечите. Не треба така да се работи, помага, меѓутоа не е врв на некој лекување оваа бања. Така, се надевам дека гледачот е задоволен од одговорот кој што го доби, секако доколку сака да види дали ќе има позитивни придобивки по своето здравје, треба да ја посети Кумановска бања. Она што го спомна и доктор Костовски е дека е потребно и постојано присуство на лекар. Вие работите на тоа да има лекар тука? Во периодот кој следи се планира да се направи една лекарска ординација во комплексот на Кумановска бања, каде што ќе има дежурен лекар, каде што ќе има медицинска сестра, каде што задолжително секој капач кој ќе влезе во Кумановска бања ќе го посети лекарот, ќе му се даде ќе му се измери притисокот, и слободно, без никаков ризик за сопственото здравје, да може да се капе во Кумановска бања. Така, уште нешто да споменеме, тоа сигурно ги интересира сите оние пациенти кои што доаѓаат покрај оние кои што еве ова утро не следат и ќе можат, доколку се јават на нашиот телефонски број, да добијат и билет за во бањата. Колку чини цената на билетот? Цената на една бања чини 100 денари. Така, тоа е за дневно, значи еднаш. Тоа е, значи, моментално во Кумановска бања имаме 6 машки, 6 женски смени. Смените се ставени на 55 минути, за тоа што бањата се прави, како што каже и доктор Костовски, од 20 до 30 минути. Цената за една бања од 20 до 30 минути чини 100 денари. Така, доктор Костовски, пред да го заокружиме разговорот, уште едно прашање до вас. Дали е препорачливо капење за деца кои што имаат еве проблеми? Дали може да тие да се капат во Кумановска бања? Да, спомнав во моето излагање, сигурно тука треба добро да се избере другите кари, продолжено за деца кои имаат ноќно мокрење, така наречен резис ноктурна, 3-4 години, 5 години, ете се уште има такви мокре. Кај деца кои имаат церебрална парализа не излекува, меѓутоа може да се капат тие повозрачни церебралчиња кои што чисто да е било благопријатно. Кај деца вознемирени, плашливи, страшливи, што бидат побајачки, може да дојдат во Кумановска бања, али сигурно не деца 3-4-5 години, ипак се тоа деца негде од 7-та година натаму, кои што може да во таа бања користат, рекој вознемиреност, уплашеност, наравно кажу. Тоа е можно и сигурно пред консултација со обвинуваторот, изборување на принципи и други резултати и да не трае бањата половина час, 15 до 20 минути максимално. Така, вие како лекар уште еднаш топло ќе ја препорачате на сите оние кои што имаат проблеми да ја посетат Кумановска бања. И да ја пробаме еднаш ќе треба. Така. Јас ќе ви се заблагодарам за вашето гостување. Се разбира сите оние гледачи кои што ова утро ни се јавија ќе добијат билети, за оние кои што еве не беа во можност да се вклучат во ова време некаде околу 1 час, тоа може да го сторат и во текот на денот. Значи 10 билети имаме за сите оние пациенти кои што имаат потреба да дојдат во Кумановска бања. Уште еднаш благодарам за вашето присуство и за одвоеното време за овој разговор. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, тука јас ќе ви се заблагодарам на вниманието со кое не следевте. Ќе повторам уште еднаш, имате можност да се јавите на телефонскиот број 433-373, телефонскиот број на К3 телевизија, и во текот на денот да ја пополниме онаа бројка од 10 билети за да добиете за капење во Кумановска бања. Уште еднаш благодарност за вниманието со кое не следевте и од мене довидување.